Еве сме новиот оброк на денот за крај на оваа работна седмица. Навистина се потрудивме да обезбедиме нешто интересно. Не дека е ново во поглед на намирниците, ама секој пат треба да знаете како намирниците да ги искомбинирате за да добиете квалитетен, нутритивно богат и пред се здрав оброк. Особено се радуваме кога имаме гости кои што некако се прилагодуваат на нашето време кое што го имаме за во кујната и навистина на брз и експедитивен начин ги прават рецептите, а впрочем и тоа е и целта да пренесеме до вас добри предлог идеи за тоа што можете да вметнете во вашето секојдневно мени за исхрана. Ја поздравувам нутриционистката Марија Лазич, која што ја имавме некаде на почетокот од сезоната. Евете Марија и некаде пред празниците. Добре ни дојде. Ви благодарам и јас на поканата. Како Добро си? ве најдов. Одлично. Дали може би ова е по-турбулентен период и за тебе со оглед на тоа што нели предстојат празници, може би тоа подразбира и промена на менито на клиентите со кои што работиш? Обавезно мора да се прилагоди према празниците. Слави имаме сега многу, значи мора да биде и пусно мени и така ние сме научени малце околу Нова година, околу празниците да биде тоа нешто да има сладка варијанта, да има по масно месо и така натака и мораме сега никако да го прилагодуваме чисто да не се осетат како подкаст. Ете така. Што денеска имаме на менито во нашата кујна? Јас знам, но да откриеме за гледачите. За денеска одбрав батат, ќе го направиме во две варијанти, и во сладка варијанта и во солена варијанта. Бататот го одбрав бидејќи, иако го имаме преку целата година, периодот на созревање за него е ноември и декември. И тоа може би малкумина го знаат. Така, мислам дека по маркетите е достапен во поголем дел од годината, но сладкиот компир, може би вистинскиот негов вкус, можеме сега да го почувствуваме овие месеци. Да, сега му е најдобар вкусот и концентрацијата на хранливите вредности му е најголема, токму во овој период. Имаме повеќе видови батат, они се разликуваат и по бојата на лушпата, значи имаме батат со бела боја на лушпата, црвена, портокалова, виолетова, жолта и така натака. Меѓутоа, она што е најбитно, тоа е бататот изобилува со висока концентрација на бета-каротен и тоа му ја дава нели она специфична портокалова боја. Има исто така исклучиво С витамин, има железо, има багар, има манган, има калиум и има витамин B6 пиридоксин. Што се нема. Да. И затоа е исклучително важно да си го вметнете во вашата исхрана. Колку чинам дека нашиот народ и не е толку многу можеби отворен за комбинација со намирници и со црвен односно со сладок компир. Што би рекла ти? Заради тоа што они некои сметаат дека е само сладка варијанта од обичниот компир, меѓутоа не, он има сосема поразличен прехранбен профил, како што и кажа. Меѓутоа, она што е интересно е дека дури може да влијае во регулирање на шеќерот, на нивото на шеќерот во крвта. Зашто? Бидејќи има 2 пати повеќе растителни влакна од обичниот компир. Он има многу висока концентрација на антиоксиданси и еве за гледачите доколку не се информирани да знаат дека е навистина борец против ракот, против сериозни заболувања, атеросклероза, диабетични болести на срцето и така натака. Бидејќи знаеме антиоксидансите нели се во борба против влијаат против слободните радикали. Еве и тоа да им го објасниме на гледачите, пошто стално користиме слободни радикали, да имаат представа што всушност е тоа. Тоа се молекули кои што ги напаѓаат клетките и клеточните мембрани и на тој начин предизвикуваат сериозни заболувања. Да. И уште еден интересен факт околу бататот, јас додека почнам да си го сицкам, ти слободно сум ти кажала да се чувствуваш како по дома. Поради високата концентрација значи на бета-каротен, он е многу погоден за пушачите, особено бидејќи е чувар на белите дробови. Значи пушачите би требало да си го вметнат во својата исхрана обавезно. Ти ни донесе веќе сварен, може за гледачите да откриеме како е најдобро да се приготви во смисла на варењето. Колку време му е потребно? Најдобро е да се обари на паре. Јас секогаш што го говорам во сите емисии, значи за да се зачуваат сите хранливи вредности, најдобро е да се исече на ситни парченци и да се обари на паре. Дали му е потребно истото време како на оној 7 минути. 7 минути кога е на паре, да и кога исечка за него е потребно буквално 7 минути. Меѓутоа највеќе не е препорачливо термички да биде обработено во масло. Значи тоа така не е препорачливо. Така се губат сите хранливи вредности? Да, и може да стане канцерогено.
Како тоа? Заради маслото. Маслото кога е термички обработено, он ги ослободува слободните радикали. И затоа во Зборуваме за здравата обично исхрана, масло, за сончегледово, обично, за маслиново, за било заради, какво? заради високата температура и во тој случај за да добиеме навистина хранлив оброк, здрав оброк, не е само да го ставиме на менито, да речеме како батат или како месо, треба да е правилно треба и подготвен. правилно да го подготвиме, да, и правилно да го купиме, да го одбираме, за да имаме целосен вистински хранлив здрав оброк. Да. Сега вака, ние денеска нудиме два оброка, едната солена и едната сладка варијанта, со тоа што некако ќе ги разбиеме оние предрасуди дека сладкиот компир исклучиво оди некако во сладка варијанта заради самото име. Така што ние денес, односно Марија денеска ќе понуди салата од батат и од црн граф, тоа ќе ни биде едниот рецепт, а потоа сладката варијанта е пудинг од батат, кој што ми спомени ти буквално се подготвува за 2 минути. За помалку од минута што се вели, се става се во блендер и тоа е тоа. Нели со оглед на тоа што претходно бататот е веќе подготвен, односно да, ние во интерес на времето јас успеав да го убарам, нели, за да можеме да постигнеме све. Инаку се на се, ние сме готови за 2 минути, гледачите додека да го убарат, ќе имаат оброк за 1/10 минути со собрание. Дали е лесно или тешко достапен на пазарите и во маркетите бататот? Сега зборуваме, спомена дека го имаме во текот малтене на целата година. И има неколку варијанти, видови. Да, само што кај нас е најкарактеристичен оној со темно портокалова, со портокалова боја на лушпата, најчесто тој се наоѓа и многу ретко го има и во виолетова боја. Значи со бела лушпа мислам дека тешко кај нас, тој го нема. А какви се видови постојат? Постојат повеќе видови на вакво и како што кажав, они само се разликуваат по бојата на лушпата и бојата на месото внатре. Секако. Хранливите вредности се исти или повеќе ги има во Исти, исти, сите имаат растителни, многу растителни влакна, сите бидејќи бојата таа, скоро сите имаат бета-каротен во нив многу. Сега ние денеска ќе го искомбинираме со црното гравче. Има зошто ја правиме оваа комбинација? Да, има, да. Бидејќи одбравме денеска да имаме многу растителни влакна и многу антиоксиданси, значи исто има уште еден факт околу црното гравче, околу самото гравче, а тоа е дека колку е потемна бојата на зрното, толку он има повеќе антиоксиданси. Значи ние највеќе во нашата кујна можеби го користиме белото гравче, меѓутоа јадеме најмалку хранливи вредности во црвеното. Имаме, меѓутоа во црното имаме многу. И црното гравче дали е достапно на нашите пазари? Да, достапно го има и во самата кура, значи на гравчето содржи 8 видови на антиоксиданси. Така што добива едно силно својство кое што навистина може да се бори во против многу болести. Да, особено на болестите особено ракот на дојката, ракот на простатата и на панкреас. За канцерогените, значи заболувања кои што за жал кај нас се многу чести. Да, во себе растителните влакна од црното гравче помагаат да се намали холестеролот или и тоа гледачите доколку ја немаат таа информација. И во себе содржи B-витамин, тиамин, кој што помага шеќерот да се разложи во употреблива енергија. Така да навистина имаме висока концентрација на хранливи вредности, на растителни влакна, протеини, значи тука имаме растителни протеини и во гравчето, и во самиот батат. И ќе додадеме малку козјо сирење за да ги добиеме и оние протеини, белковини од животинско потекло. И на тој начин, значи на брз начин, ние добиваме салата. Да, ние добиваме салата која што е навистина многу хранлива и може да се искористи како оброк за ручек или за вечера. Да, бидејќи имаме и компир, имаме и граф. Да.
што е сосема доволно за да се задоволат апетитите за еден оброк. Ќе оставам вака за да се гледа. Дали нешто ни е дозволено да ставаме маслиново, да си посолиме зачини или ова е така? Јас не ставам бидејќи ја сакам на мешавина на вкусови, да се усети самиот вкус на разновидниот зеленчук. Јас не додавам сол бидејќи имаме натриум. Да, сирењето е солено и имаме натриум, калиум и во самиот зеленчук, така да навистина ни е доволно. Се што ќе ставиме ни доаѓа плюс. Од зачини што ставивме ким? Од зачини ние ставаме милен ким, да, зошто? За да еве ни го едниот рецепт за денес, подготвен. Да. Иначе црниот граф е умилен во шпанската кујна, он е синоним за шпанската кујна, го користат во Јужна Америка, на Карибите, во Мексико, значи можеби ние малку помалце, бидејќи не сме толку информирани, меѓутоа еве гледачите да знаат. И затоа имаме вакви емисии, нели, со цел да поттикнеме кај гледачите да направат нели малку промени и во секојдневието, и во своите навики кои што ги имаат, да отскокнат од својата комфортна зона и да внесат нешто сосема ново, па и на крајот сме од годината, некако постановилиме во новата година да влеземе со нови предизвици, па ете да си направиме промени кај себе. Ова ни е солината варијанта, кажи. Да напоменам, доколку го користат во конзерва, мора убаво да се измие, доколку се вари нели едната вода да се фрли, заради тоа што и тоа како и сите мишунки гравот знае да предизвика гасови. Тоа е заради тоа што луѓето дигестивно не можат да ги сварат олигосахаридите, тоа се шеќери кои што се наоѓаат во зрното и со тие шеќери се хранат самите бактерии во дебелото црево и произведуваат гасови. Значи тоа е тоа. Во тој случај треба само правилна подготовка. Да, и многу ни помагаат зачините кои што се секако составен дел од секоја кујна и од секоја здрава исхрана. Постојат зачини кои што може да ги намалат или речиси нели да ги нема, скроз да помогнат, а тоа се кимот, како што во овој случај искористивме меленки. Направивме таа комбинацијата, да. Може да помогне анасон и може да помогне ѓумбирот во прав. Одлично. Ете така, ким, ѓумбир во прав и анасон спомена? Анасон, да. Како зачини во борба против гасовите. Ова е солената варијанта со бататот или сладкиот кумпир, а сега одиме со една брза варијанта за десерт, односно ќе подготвиме будинг од батат. Што се ни е потребно за овој следен рецепт, Марија? Тука ставаме освен или сладкиот кумпир? Тука ставаме, значи во една здила си ставаме 2 батати, исто варени на парја. Ставаме 1/4 шолја мед. Добра. Јас имам. Ставаме мешавина од зачини кои што точно одговараат со бататот, а тоа се. Кои се тие? Значи вака ставаме мурско оревче, цимет, карамфилче и ѓумбирова прав. Добра. Додаваме 3 лажици маслиново масло. Да. Или? Добро, тоа ти веќе мерено предпоставувам. Додаваме 3 лажици маслиново масло и матиме со миксер многу кратко време. Дали ова може да оди и во блендер или подобра е опцијата со миксер? Може да оди и во блендер, меѓутоа ми не ми е подобра со миксер за да може да се позгусна. Не знам колку ќе има течност нели за блендерот, така што може би е подобра и оваа варијанта. Може само вака, јас ќе замолам од Ричија, не знам дали ги спиша рецептите, ако може колегата Саша да го даде солината варијанта во кадар и да бидат испишани намирниците за салатата од батат и од црн граф, а во меѓувреме слободно имаме тука маслиново, еве. А ова е сончогледово. Имаш и маслиново? Сега ќе најдеме додека оди. Ова е од лен. Лешник. Соја. Имате маслиново? Добро. Ајде да ставиме. Или од лен. Ни се потрошило маслиновото да укажеме на оние кои што треба да ни набават. Ќе направиме комбинација. Ќе направиме комбинација, иако првичниот рецепт е со маслиново. Да, екстра действено маслиново масло. Ние ќе ставиме малку лин и малку сончогледово масло. Добра. А еве веќе гледачите го гледаат испишан и пудингот од батат, кој што во моментов ќе го подготвиме заедно со Марија, поточно ти ќе го подготвиш, јас сум само еден асистент. Нема проблем, значи во
пудинкот ни е карактеристичен циметот, бидејќи пошто од останатите зачини значи ставаме многу малце, јас морам во една здила само да си направам. Слободно, дали ува ќе ти заврши работа? Мешавина. Добра. Бидејќи зачините нормално не треба да се претирува со нивната малецко лажиче ми треба. Готово сте. Добра. Значи, од зачини ставаме? За да им биде појасно на гледачите, значи јас ставам иста мерка од сите зачини. Да речеме половина лажиче ставам од морско оревче, половина зачин ставам, половина лажичка ставам цимат. Добра. Да. Половина лажичка ќе ставиме каранфилче. Не цела половина. И што имавме уште нешто? Ѓумбирчева прав, еве го. И ѓумбирва прав. Од таа мешавина, значи, ставаме една лажичка во самиот пудинг и веќе се осеќа мирисот на... Да. За да ни биде идентично, све, значи, од таа мешавина ние ставаме во самиот Добро, и после тоа го блендираме? И веќе се осеќа мирисот од карамфилчето и од... Да. И сега тука ни е карактеристичен циматот. Иако и од него има повеќе видови, кај нас најзастапен и најпознат не е кинескиот и цейлонскиот. Циматот е познат по своето својство на загревање на организмот и е идеален за зимските денови. Ако се сеќаваш на нашиот разговор на зимната храна и летната храна, значи он е идеален, пошто го загрева телото, е идеален за студените денови и има една многу интересна напивка. Јас ќе ја споделам со гледачите, пошто немаме време ние си да направиме. Тоа е една шулја соино млеко, се става малце мед и се става 1 до 2 стапчиња цимет и сето тоа се става на тивок оган да се загрее. Циметот кога го готвиме, секогаш треба да биде ставен при крајот на готвењето за да не ги изгуби хранливите вредности, бидејќи има и он многу антиоксиданси. Она што е најинтересно, што е многу доста истражуван, бидејќи има антивоспалително дејство и има антимикробно дејство. Што значи тоа, гледачите да знаат, го спречува растот, самиот цимет го спречува растот на бактериите и на габите. Одлично. Супер информации за циметот, кој што верувам дека голем дел од гледачите го користат доста често. Сето ова се мати со миксер, како што спомена, за многу брзо и потоа веројатно ќе го сервираме во една здела, може или? Може. Или ајде да не биде портокалово со портокалово. На крај ќе си го украсиме со цицкани оревчиња. Значи, ова е пудинг од батат, кој што можете да го направите на многу лесен и едноставен начин, а да имате хранлив десерт, што би се рекло. Да. Кој што секако ќе може да го користат и диабетичари. Добро, колку време прилика матиме, каква структура на средства треба да добиеме? Кремаста структура, еве, значи она. Да биде изедначена кремаста структура. Уште малце, бидејќи јас имам парченца, убаво да ги разбијам. И навистина ми е многу брзо готов самиот десерт. Доколку некој е љубител на повеќе цимет, може да стави и повеќе цимет во самиот. Така, за зачините секој пат нели по вкус. Само да се внимава со карамфилчето и со морското оревче. Другото е... Тие се малку подоминантни? Да. Они се здрави, меѓутоа знаат да влијат. Не треба да се користат во многу големи количини, не треба да се користат многу често. И еве некој самиот крем. Кој би рекол дека може од батат да излезе крем? Па јас често велам дека се е до тоа, до знаењето или неинформираноста. Значи, колку повеќе знаеме, толку поедноставно ќе ни биде функционирањето во секојдневието. Често луѓето знаат да кажат дека нели здравата исхрана е ограничена и дека нема доволно намирници и така натака, меѓутоа тоа е една голема заблуда. И еве ние комплетно кремастата текстура. Да, може тука да сервираме малку. Може колку за да прикажем како? Може ми во 2 зделички ако сакате. Може позади тебе само има ќе земеме, остави тоа ќе се средиме, може само да сервираме. Може. Готови
и да им прикажеме на гледачите, бидејќи сме и некаде при крај со времето. Значи, имаа текстурата, сами да видат дека е кремаста. Слободно ти сервирај, а нашиот колега ќе ја долови, Важи. иако таа веќе неколку пати беше во кадар. Да. Добро. Сега јас Како пире? јас измеѓу сакам да ставам малце исцицкани оривчиња. Па потоа пак да надополним? Да, и уште еднаш ќе ставам сицкани оривчиња за да ми биде малку уште побогат вкусот. Да биде крцкаво. Да. Ето така. Добро. Ајде тоа потоа ќе го ставиме во интерес на времето. Важи, Тука само готови ќе сме. сервираме за да можат нашите гледачи да ја видат солената и благата варијанта Да, само да го измазнеме во вака комбинација, односно каде што основата е всушност сладкиот компир или бататот, кој што споменавме, да, може би го има во текот на целата година, меѓутоа оној најдобриот или вистинскиот најубавиот вкус, да. најмногу можат можете да гледачите. ги искористите неговите нутритивни вредности е токму во овој период од годината. Да. Ете Пиеме, така. да. Сервираме со ситно сецкани оревчиња и Да, го добивме украсуваме на нашиот крај. десерт за денеска. Ја мислам дека беше многу брз. Пребрз. Саша, само кажи ми дали е добар вака кадарот, со цел да завршиме. Марија, ти благодарам како и секогаш за иновативните идеи и рецепти во кујната. Секако оние кои што не пропуштија, овој оброк на денот ќе го има на нашиот официјален YouTube канал. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и јас на вас на поканата и се надевам ќе се видиме Се гледаме повторно, бидејќи секогаш се допадне на гледачите. секогаш сме расположени и отворени за нови Така. интересни рецепти.